Во Велес отворен ресурсниот центар за деца со пречки во видот. Преку овој центар ќе се подобри писменоста и образовните можности на оваа категорија граѓани. Покрај Велес, ваков центар има и во Скопје, Тетово, Штип и Битола. Отворен ресурсен центар за деца со пречки во видот. Станува збор за центар кој ќе овозможи подобри услови, ресурси и директна поддршка за децата со пречки во видот, со цел да се подобри нивната писменост и образовни можности. Еден од најзначајните ресурси во центарот се специјалните едукатори кои ќе спроведуваат дополнителна настава од 10 часа неделно за децата, како и бреевите принтери кои конвертираат текст на македонски, турски и албански јазик. Со овој центар се овозможува на децата да имаат повеќе пристап на текстовите во Брајлова азбука и исто така со понудата на најновата технологија да можат да ги читаат, да ги користат овие средства, но исто така и да се детектира видот кај децата од 3 години до 6 години и понатаму да работат и да бидат вклучени во овој центар. Покрај центарот во Велес, преку овој проект отворени и опремени се ресурсни центри во Скопје, Тетово, Штип и Битола. Сите центри се опремени со несовремена технологија потребна за образовниот процес за децата со пречки во видот. Долг е списокот на работи кои што се набавени, а само можам така покрупните или по-битните, условно да ги наречам, работи да ги набројам. Тоа е започнувајќи од опремата за слабовидни лица, интерактивната табла, дигиталните зголемувачи на текст, посебните читачи за дисплеи за слепите лица на текст. Лајонс клубот веќе 99 години преку своите активности помага на одредени категории граѓани. Дел од нивните проекти се наменети токму за борбата со најголемите предизвикувачи на слепило и грижа за слепи лица и лица со оштетен вид. Сите искоментиравме тука дека светлината што ја добива овој простор за сите слабовидни лица ќе биде многу значајна за чувството на убава атмосфера при престој и при работа во оваа просторија. Се надевам дека ќе има уште повеќе вакви простории, а дај Боже да ги има што помалку, за да има што помалку деца со оштетен вид и да сите наши деца бидат здрави. Долго време се наметнуваше потребата од оформување на ваков центар, напомена градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Овде ќе бидат стационирани повеќе невладини организации за лица со пречки во развојот. Ние со изградбата на пристапната рампа, потоа со средувањето на самиот двор кој што гледате дека на одлична местоположба, комуникативно место каде што можат да ги донесат децата со автомобили, да децата бидат прифанати и да ги вршат своите активности во останатите простори. Ќе добиеме еден центар покрај ресурсниот центар што имаме во овој момент. Значи почнуваме едно ново време во Велес. Ресурсниот центар за лица со попречености во видот е проект на USAID, Лајонс клубот, меѓународната фондација за деца со пречки во видот, општина Велес, а имплементиране од страна на Универзитетот на Југоисточна Европа.